Добро вечер и добре дојдовте. Вие го следите новото издание на Fairplay. Се радувам што и ова саботно попладне ќе го минеме заедно, заради тоа што веќе добро знаете, секогаш е погодено или вистинско време за спорт, а уште поважно, секогаш сакаме нова доза на мотивација и инспирација. Дефинитивно вечерва ќе ја добиете, заради тоа што во месецот на љубовта ние одлучивме овој пат да ви представиме една спортска, а истовремено и љубовна приказна. Затоа бидете со нас на Телма. Дали е возможно човек да постигне вистински баланс кога се во прашање неговото тело и неговиот дух и кој е резултатот доколку успееме во тоа? Дали е возможно спортот, здравата исхрана, здравиот начин на живот да бидат буквално наше секојдневие? Доколку одговорот е да, тогаш логичното следно прашање е како се тоа да го постигнеме. Тоа вечерва ќе го одговорат моите гости кои што се фитнес тренери, кои што ја делат и работата и приватноста и барем досега успеале да бидат вистински промотори на здравиот начин на живот и на подобро да променат голем број на човечки животи. Задоволство ми е на стартот да ве запознаеме малку подобро со приказната на Елена Бубало-Михајловска и Атанас Михајловски. На прашањето како до топ форма, убав физички изглед и најважно баланс меѓу телото и духот, одговорот многу често го дава практикувањето на фитнес. Овој спорт кој подразбира комбинирање на вежби од различен тип и интензитет во зависност од желбите, можностите и крајната цел на вежбачот, несомнено носи позитивни резултати под услов волјата и дисциплината да бидат присутни континуирано. Меѓу најпознатите и најуспешни сертифицирани фитнес тренери во Скопје, кои досега промениле многу животи на подобро со својата работа и се неуморни промотори на спортот и здравиот начин на живот, се брачниот и фитнес пар Елена Бубало-Михајловска и Атанас Михајловски. Скоро 34 години, а ова го работам веќе 14 или 15 година, не ни бројам, некако така. Тоа беше некои си факултетски денови, кога почнав да се занимавам прво рекреативно, па после кога го завршив првиот факултет, специализирав на ДИ во Белград, за да можам да ми биде втора струка и така како хоби да си го работам и да уживам работат. Готри вклучено, почнеме да вежаме пред години како се сменја некои ствари во нашето секојдневие, имав работна во танец ансамблот, па само бев као таму ангажиран на дневно, основно периодно многу физички. И кога сменив работна позиција, веќе тоа застани, морам да барам друг вентил, како ги се трошам. И малку лутав некоја година дена и налетав случајно на кросфитот, кој тогаш во тоа време беше баш во зачеток и ми пати многу око, бидејќи како многу беше предизвикувачки. Не е само да си тренер да дадеш тренинг. Тренер значи многу тоа. Тоа е една интимност со секој индивидуално, без разлика што се тоа групни тренинзи, они се чувствуваат толку интимно и бараат од тебе голема одговорност. Не само да дадеш тренинг, бараат секакви совети, бараат да си весел кога ќе дојдеш, бараат да си расположен, нели сите со некакви лични проблеми ги споделуваат со тебе. Сега тука имаме филтри на кој начин после јас сето тоа нели го празнам од себе, за да нели можам да дојдам и да продолжам со истата работа. И едукација. Едукација, жива материја, не застанува само тука, бара анимирање, затоа што работиме со исти луѓе долг период, не се менуваат кај нас брзо луѓето, значи вежбаат со преку 10 години и за да останат истите уште толку години, ние мораме постојано да се едуцираме и да бидеме и во тренд. За некој да ја добие вашата доверба, а вие титулата тренер, сепак важна улога игра карактерот. Личниот пример во поглед на техничкото изведување на вежбите, биоритамот, навиките, типот и начинот на исхрана е пример кој е најлесно човек да го согледа и примени. А причини за искрено да му верувате и да го следите вашиот тренер има многу. Неговиот, односно незиниот изглед, глас, начин на кој зборува и комуницира, достапноста, искреноста, стручноста, соработливоста, способноста да верува во вас кога е тешко и кога и самите тоа не можете да го направите. И најпосле, позитивните вибрации и насмевката на лицето. Дисциплина, баланс, дисциплина, посветеност. Премногу се компатибилни, премногу си надоврзуваат еден со друг.
Они мислат надворешниот свет ако гледа дека Елена е само тој тренер, всушност Атанас е многу битен. Атанас е важен, Атанас е столбот. Он ги чува децата додека Елена тржи часови. Ана, раскажи ми најнапред од кога ги познаваш Елена и Атанас и како всушност се запознавте? Која беше причината? Вака Елена знам многу одамна. Сигурно има некои си 6-7 години. Уште на времето кога вежбавме во АРМ. Ја памтам како еден од тренерите што вежбаше таму. Вежбам подолг период со нејзе. Еден ден ми вика, слушај, мислам дека треба да пробаш кај маш ми малце кросфит да почнеш да вежбаш. Ја малце скептично тргнав со тоа, пошто кросфит знам дека е малце по-интензивен тип на тренинзи. Почнав еден тренинг и така ствари јас го запознавам Атанас. Какво е секојдневието на двајца луѓе кои се партнери во приватноста и во професијата? Во случајот на Елена и Атанас, меѓусебната љубов се случила пред сериозното сакање и посветеност кон спортот. Прво, за да го одговорам прашањето, треба да се вратам назад многу долги години. Јас и Атанас сме заедно од моја 14-та година. Значи, тоа се премногу. И треба меморијата од детството да ми се врати, да ние сме запознани на играорна, мислам играорци бевме и така почна целата приказна. Растевме заедно, не можам да одвам една, две, три работи кои што би ги кажала, меѓутоа ние буквално израснавме. Од деца сме заедно и нели кога растеш и кога се прилагодувавме долго време еден на друг, па да дојде целата приказна. Мислам дека тоа е најголемата причина. Многу долг период кој што сме издржале, не издржуваат така. После 15 години, например, врска се земавме, еден податок. И сме поминале многу работи нели за време на врска и во тие млади години, ама најголемата причина мислам е растењето заедно и поминување на многу работи тогаш. Да сега веќе тие се нели едно нешто, некое миновно минато и не мораме сега да ги поминуваме. А кога ја имате таа среќа да сте деца на фитнес тренери како Андреј и Зои, тогаш здравите навики ги стекнувате од мали нозе. Немој. Стане. Скокни горе. Пак, уште еднаш. Доле. Стане. Скокни. И уште еднаш. О, брси. Браво, да пукне. Фау. Или сепак можете да останете верен наблюдувач и да уживате. Како во време кога вежбањето е тренд, бројката на фитнес програми е голема, имаме избор и достапност на разновидни типови на тренинзи да го препознаеме и одбереме најдоброто за сопственото тело и карактер. Пробуваме да не ги двоиме како на профили луѓето, како кој може да вежба, дали се мажи, жени, возрастни, млади. Туку нашата генерална као цел на нашето као комјунити, така ние се гледаме као приказна некоја башка, да ги повикаме сите да дојдат да пробаат. Многу тешко да му кажеш некој што е кросфит, може да му покаже што е кросфит. Врвните резултати бараат голема дисциплина. Различен тренер, различни методи за нејзино одржување. Искрено мислам дека се драстично различни. Елена доживуваме како мајка во сала, која што нон-стоп, да речеме, не строи, кај што е многу построго од Атанас. Атанас е многу посталожен, многу посмирен. Има малце поразличен пристап од Елена. Елена е построга, мислам дека и во самите тренинзи, односно она ние контролира, ајде да кажеме, на некој дел, во некој дел салат. Атанас е многу поблагиот во целата ситуација. Имаме генерална една као поделба, као јас сум добриот, Елена малку лоша, као малце кара повеќе, не е лоша. На крај на денот се видува дека окей, не е ни тој лош, само да добива на еден начин тоа што го сака, другиот на друг тоа што го сака, као нема. Да, се на крај ги оправдува средството за целта, да, тоа е тоа. Што мислиш, што би била Елена, да речеме, ако не е фитнес тренер и ако не се занимава со спорт, поисто и Атанас, има ли некои работи кои ги сакаат, за кои што знаеш дека имаат талент, а можеби јавноста многу тоа и не го знае? Елена можеби би била, сега поврзувам со тоа што го прави, значи ако не тоа, ќе биде наставник, ќе биде професор, ќе има пак улога во која што ќе учи, ќе образува, ќе едуцира, ќе биде и таму ќе пренесе улогата на дисциплина, баланс и посветеност. Атанас
Атанас не знам што би можело да биде. Може би можело да биде некој добар велосипедист, претпоставувам, дека знам дека тоа му представува некој хоби, или може би нешто што би се занимавало со што е поврзано со аутдор активности. Грижата за сопственото здравје и изглед е само и единствено лична одговорност кај секого. Одлуката е наша. Дали ќе ни се допаѓа сликата која ја гледаме во огледалото, чувствата, расположението, силата и енергијата со која се будиме и го живееме секој нов ден. Искрено, они не само што не на некој начин не натерале да си го смениме животот и да го живееме многу поздраво тоа што е било предходно. Мислам дека нимаат вкоренето некоја навика за да се храниме здраво, да бидеме редовни на тренинзи, фактички да се почитуваме телото и да целиме по здрав живот на некој начин. Така да мислам дека тоа е главното нешто за тоа што сите сме останале да вежбаме и кај нив и дека така и ќе биде. Многумина ги познаваат Елена и Атанас, а за вас кои што можеби никогаш досега не сте слушнале за нив и нивната работа, верувам дека ќе уживате, а и дека доста работи ќе научите, па и јас верувам дека ќе научам низ разговорот кој што следува и за спортот, и за здравјето, но и за љубовта. Ете, вечерва ќе разговарам токму со нив и чест ми е и задоволство да им посакам добре дојде Елена и Атанас, добре дојдовте во Ферпли. Добро ве најдовме, фала за поканата. Многу ми е драго што сте мои гости, секогаш овие теми се убави теми за разговор. Прво да прашам како сте и дали навистина успевате секој ден да најдете време и за толку многу луѓе, но секогаш да остане време и за вас и за тоа што вие сакате да го направите. Добро сме, фала на прашањето. Се наоѓа тоа, спортот не учи да бидеме дисциплинирани. Јас така сметам дека тоа барем во нашиот живот е така, не да сме толку дисциплинирани колку и да се носиме со сите предизвици во текот на денот. Секој еден што тренира го има тоа во себе. Небитно што се занимава за рекреативен спорт, не зборувам за професионално, едноставно со самото тоа што ќе најдеш еден час во денот да извежбаш, значи дека си организирана личност. Јас така ги мислам, некако правам некоја таква поделба и затоа сум секогаш сигурна. Сега само да не биде многу некогаш сурово кога зборуваме ние како наоѓаме време за себе, за вежбање, треба да се знае дека нас тоа ни е работа и многу ни е лесно достапно. Да, и ги комбинирате, нели? Па да, значи сега јас имам, ние сме во сала, влегуваме, па некаш може во сала ќе извежбаме, некогаш на време на тренинг сами, ама нас ни е лесно достапно, со тоа сме обкружени, обколени и пријателите не викаат ајде дојдете да извежбаме заедно. Значи, секојдневие ни е и не е дека така треба секој. Ние се трудиме на сите да им кажеме барем нели 3 пати во неделата, а за нас наоѓаме време сепак затоа што заедно работиме па работат. И тоа ни е олеснително. Се тоа некогаш нели не е само да речеме леле блазесим, него треба да сме и реални дека нас не се тие околности така некако да не се го замислуваме ние некако дека така е најидеално, да, не е фер. Добро, ме интересира што мислите за една ваква теорија дека човекот всушност има 3 куќи: телото, умот и планетава, односно нели што не обкружува, што значи по автоматизам дека е задолжен да ги чува сите 3 ако сака да живее здраво, добро и среќно. Прво, дали сметате дека ваква теорија е окей и дали сметате дека е возможно тоа да го постигнеме, да си ги чуваме сите 3? Апсолутно е возможно и теоријата стои многу добро на место, бидејќи тоа е тоа што го имаме да го чуваме во нашиот живот и вреди да се вложува во сите овие 3 куќи што ги напоменавте. Така најлесно е оваа за своето тело. Најлесно е. Технички имаме можност секој ден да донесеме одлука и избор во насока кон чување или кон жал уништување на таа куќа. Ова другото имаме и така. И таму исто имаме опции како да го градиме тоа во правилна насока, но нашето тело е она што може да го малтере да го
Ако добро ги поставиме нештата веројатно со телото, можеби полесно ќе ни биде и со останатите. Со духот Тоа некако и со ми беше следно како сврзано заедничко Може да е некако, основа некоја како секојдневна кој што па само на себе потоа се гради со другите. Сигурно некој нешто преферира. Нас не е нашето тело, затоа што тоа ни е работи, првенствено за тоа зборуваме. Кога последните некои што ги полагаме испити и слично, се цело време дека за здрав начин на живот треба вежбање, исхрана, менаџирање на стрес и социјален живот. И го духот е тука. Сето тоа што многу исто вака лесно да го кажам, да не е наша тема на разговор, но многу треба да се работи на тоа. Тука е разговарање и работа на себе секој ден. И она што јас во овие 3 најмалку куќа се наоѓам е дека премногу користам автомобилот и за планетата Земја во овој момент не најмалку да принесуваш, најмалку за значи така. колку се трудам и тоа го правев буквално пред некој ден муабет, колку сакам, еве Зои да ја земам и со количка отидам до центар. И како кога сите работи некогаш сум ги закажувам од 11 до 12, 12:15 ми е следното, она ми е како преврзок сега некогаш кога одам на било што состанок или договорено кафе, неважно, као цело време посвеста работам на тоа. Некојаш од безбедносни причини заради сообраќајот и слично, на друг начин делувам, не дека јас само јас на планетата негативно. Ама еве на пример можам да кажам дека јас во овој момент, особено во тука во зимскиот период, не дека изговор тоа што е ладно, едноставно цело време работам на себе тоа да го подобрам, за разлика од Атанас, што на пример он не влегува во автомобил. Само кога мора. Само кога мора. Добро. Да, бидејќи работиме така да може да се движиме него слободно, работиме близко до салата, живееме близко, немаме проблем со таков комјут, таков транспорт, така да кога не сум као со деца или кога сум со едно, на пример кога возам едното, ако сум со две више тогаш малку ние па не сме се решиле да го решиме и тоа како ситуација, не проблем, него полесно ние да ги ставиме во кола и да отидеме на отворено се. Добро. Не може се да идеално. Добро, но барем тука свесноста, нели, што пак ќе кажам са надам и ви гледачите ќе ги натера овој разговор да подразмислат каде можеби можат да се коригираат. Дали ќе се согласите со моментот дека најчесто се одлучуваме да живееме подобро и поквалитетно тогаш кога ќе дојдат одреден тип на проблеми, не за да ги превенираме. Така. Дали е така? Бидејќи вие комуницирате со многу луѓе, да? Ќе дојде човек да вежба кога има проблем со грбот. Например, откако почнала болка или проблем. Да, боли грбот, мора да вежбам. Качи тхилажа мора да вежбам, кога никогаш не кога ретко е тоа превентивно, секогаш е кога тоа се случи нешто, но се движи во права насока. Веќе луѓето тоа го сваќаат дека е инвестиција и како во ова што го правиме ние во професија, така и во тоа веќе се гледа да се дига свеста на многу. Да, за подобро да се спречи. Да, се малку подостапно, социјални мрежи. Порано не се ни знаела каде може да се отиде. Сега дури па не можеш да решиш каде отидеш, да вежбаш, што треба да правиш, што е најдобро за тебе. Цело време тоа се зборува јавно. Јас на пример, реално на социјалните мрежи сум малце поактивна од Атанас и цело време тоа го зборувам и буквално сега се случува и обратно, Елена. Ја не сум вежбала никогаш, ама гледам дека треба да вежбам, нема проблем. Значи едноставно гледа дека вежба, гледа зашто пишуваме, кои се придобивките, те едно исто го зборуваме цело време, ама не секој во еден момент ќе се најде во муабетот и оди секонд подобро, оди. Не може да кажеме дека не оди, затоа што реално ние имаме млади луѓе што немаат проблеми, ама проблемот е да се почне, да се осети придобивката, да се види што е работата, што се работи, затоа што таа 80% на седење работа и слично нели го уништува телото и расте свесноста, па после препорака, па од пријатели и слични, сето тоа се шири, доаѓа до еден момент да подобри сме, добивме добра оценка, да. Сакам да споредиме две ситуации. Да речеме, кога човек кој има проблеми или не се чувствува добро со начинот на кој што изгледа неговото тело, тоа ќе биде причина да дојде кај вас. Или човек кој што можеби има, не знам, некој тип на депресија, емотивна нестабилност, стрес, поради кој што му произлегуваат други проблеми со телото. Значи различни се ситуациите. Дали пристапот и начинот на кој што вие ќе предложите да почне да го поправа тоа ќе биде ист или ќе биде различен? Ајде, кој ќе каже, јас прво? Ајде. Реално во сала, ако дојде на групен час, за видот на тренингот нема врска
Никако. Која- Доаѓа на која е групен причината? час, Да. освен ако има некоја специјална повреда за која што мора да не извести, или ако е нешто уште покомплицирано мора да ни донесе дијагноза. Ние соработуваме и со физиотерапевти, и доктори, ортопеди кои што се консултираме дополнително ако во нешто и ние не знаеме, значи да за да нема добиеме. ризик. Да. Буквално тоа е една ситуација. Тогаш мора да се прават заменски вежби, нешто што смее, нешто што не смее. Секој што е нов, кон него се однесуваме на друг начин со тој што е веќе постари, подолго во групата, имаме друг однос. Или немаме, понекогаш кога ќе дојдат нови, старите бе и нас кажи ни нешто како и мене, не само на новите да им викаш добро немој. Ама таму е повеќе разговор, пристап во разговорот како да го мотивираш да остане. Како кога ние работиме најмногу групни часови, како во таа група да не се демотивира, како да ја прифати средината, како одма особено тие што имаат повишена психичка база, да речем, проблем, анксиозност, од затворен простор, од многу луѓе, од неснаоѓање, што ги чека. Тука е нашата трпеливост, да ние пристапиме со нив и да најдеме соодветен начин, но тоа е претпоставено искуство. Ја ова да сте ме прашале пред 10 години сигурно не би знаела да го одговорам. Ама сега веќе ги разликуваш. Па јас веќе сум поминала, значи јас нели ние сите како личност поминуваме во тие фази, не сме ние ако вежбаме дека се таму е вентилот и таму се излегува, веќе се соживуваш со луѓето и ние замата насокаме нешто да додаде. Многу луѓето доаѓаат во сала да вежбат. Да, јас дадов две, да речеме, спротивни ситуации, зашто некогаш самиот момент кога ќе се погледнеме во огледало ни пречи, нели? Да, тоа е физичкиот аспект. Само ако ни се допаѓа формата или изгледот или килажата, но има ситуации каде што нешто друго ни предизвикува, нели, да се дебелееме или да губиме килограми, да. Има луѓе доаѓаат чисто само да го смени денот, као денот му е едноличен цел, работа дома нема проблем. Практично да се релаксира, забавува. Денот, и тоа му е еден час во денот кој што го посветува на себе, директно на себе. По било кој да влезе во сала, тој ќе добие највеќе тој час вежбање. Не знам дали тој вежба за да слабе, да качи килажа, да се релаксира, независно од тоа. Тој има саат време за себе, кој што после кој саат време иде во сала, се чувствува подобро. Само тоа. И тоа е тоа чувство што го раѓа повторно да вежба. Само заради тоа. Не сите вежбаат за големи килажи, за многу стомачни. Да, може би не се некоја посериозна причина или поголема. Луѓе доаѓаат само да се релаксираат и тоа треба да го сватиме бидејќи тоа е успешност да дојде често во сала, да се чувствува добро, да има надвор од сала побав живот. Да, и на крајот, тоа мислам дека го зборувавме и кога не посетивте, дека тренерот е најмалку на крајот важен што тренинг ќе даде. Така излегува, особено во нашата. Ние не работиме во вие што го видовте, тука станува збор за рекреативци, мораме да ги разграничиме тие нели две работи кои имаме професионални спортисти, се занимаваме персонално. Тие ние ги разговараме. Денеска да го расчистиме нели тоа, да не некој се најде за рекреативци правиме муабет. И на крајот од денот најважен е муабетот. Односно разговорот што ќе го направиме, како интимно нас ќе не доживеат, да може да ни каже, да не се чувствува круто кога ќе дојде на час. Тоа ќе свати дека имаш најдобар интерес за него кога дојде во сала, за како човек како влезе во сала, дека тренерот кој што го гледа во салата го има најдобар интерес за него таму. И тој се дава безрезервно се дава во тие час време. За да помогне и за да биде добар за тебе. Да сме реални, да не им даваме лажни очекувања, особено кога едната причина што ја кажеме како пример за изгледот и слично, мораме да сме. Сакам во јуни да имам толку и толку килограми. Искрени, ние ќе помогнеме, се ќе кажеме, меѓутоа тоа не е нешто со магично стапче што се решава ни еден проблем. Нема врска дали изглед, дали е психички, дали е колено, дали е грб. Време, трпение, дисциплина и само едноставно редовност, континуитет и они сами после ги осеќаат придобивките. И после се подосадни него ние што ќе ги тераме нешто да прават. И тоа ми ден во неделата да вежбаат. Имало ли некој посериозен проблем со здравието, без разлика за кој дел од здравието зборуваме, кој што вие сте го имале и сте го решиле со вежбање, здрава исхрана, здрави навики? Или никогаш досега не сте имале, да речеме, посериозен здравствен проблем кој морал вака да се решава? Имаме број случаи со искривување на грб. Не, за нас лично. За нас лично. За нас лично. Ситуацијата моја која почнав јас да вежбам уште пред години беше што имав активен работен ден до еден момент во мојот живот, како престанав со таа работа, сменив професија и веќе ми бараше телото активност некоја и ме упатија малтене од кардиолог. Дечко, продолжи да вежбаш, не сире се веќе. Не смее да се застане. За да нема рез, да нема прекин, бидејќи срцето веќе е на
на активност редовна неколку часови во денот, така да најди начин како да се тоа положи како така. Мене ме интересира, вие бидејќи, да, живеете здраво, ги имате овие убави навики, но дали некогаш се случува на вистина да ви дојде преку глава и дали некогаш можеби вашата ситуација, да речам тоа едно перпетум мобиле и таа една до некаде можеби монотонија, знае да предизвика контраефект. Значи моментот што ти, да, секој ден вежбаш, секој ден се храниш здраво, секој ден имаш одредено темпо, распоред и така натаму, потребно му ли вие некогаш да правите нешто сосема друго, значи дента да нема вежбање, да јадете буквално што сакате, не знам, да не влегувате во таа сала каде што секој ден одите. Да, тоа се трудиме да го направиме. Јас лично во врска Се трудиме намерно. Да, намерно, зашто нас ние секојдневни. Ние идеме во сала сабота и недела без проблем од сабајле по план. Цело време. Секој ден, немаме ден не работам во салата наша. И не ни е наша. тешко. Нас не е проблем децата ако заради тоа патат, например. И заради тоа нема да отидеме во сала. А јас да ме викнеш сега да отидеме во сала и само да те дружиме, ти да вежбаш, ние ќе дојдеме. Нема проблем, да. Намале нас многу убаво. Го уживаме тоа. А ако не ми се вежба денеска, еве јас например неколку дена тешки имав ноќеска нешто, претходната вечер не се спиеше редовно, јас денеска нема да вежбам затоа што не ни треба да вежбам. Заради тоа затоа што не ни здраво телото треба да одмори, не, апсолутно. И тоа ги учиме другите. И тоа цело време им зборуваме затоа што ни ќе фатат некаков ред. Една недела вежби, сега ќе се случи нешто да излезе следната недела. Ете, готово, не вежба в крај и сега ќе се откажам. Не, било нешто, имало некаква причина и продолжуваме таму каде што сме излегле на ручек, сме јаделе можда салата и месо, на крај ке речат некој ќе продолжи јаде сите десерт, јадеме сите десерт. Аха, да, значи нема проблем. Само мене тоа не ме тера и нас не спреша после да си продолжиме таму каде што сме застанале. Значи одиме вечера што сме планирале да јадеме или утре дента е. Да, така не доживуваат затоа што најчесто и тоа го представуваме. Мислам за дел од групата, тие што не знаат подобро и знаат дека не е така. И сега чувствуваат некогаш некој грчка и сега со нив сме, нема да јадеме, ама тоа е затоа што стварно тоа го работиме и така наликуваме. Баш и како што тоа е Атанас каже затоа што Елена строга, нема врска. Затоа што знае дека ќе на крајот од денот ќе се побуни. Не, апсолутно на секој му е потребно нели да да има шареноликост во текот на неговиот ден па и живот. Се што е наметено што е као неприродно е тешко одржливо, да. И не треба да е така. Треба да уживаш тоа што го правиш, да си свесен кога правиш отстапка или свесно и тоа е тоа. Ние го годиме на одмор и никош 4 дена, како се кажаме, 10 дена не вежбаме, нели? Нормално не вежбаме. И 4 дена фали енергија. Значи спиеме без потреба, мене ми е да сме се успале. Ја не викам дека некој ако спие до 10 дека па тоа е лошо, мене не ми одговара. Мене тоа ми е се промената што не ми одговара воопшто. И на пример, или ќе се менувам или многу често и мојата сестра, порано особено кога бевме со Андре, доаѓаше со нас и она ќе го чува Андре, ние ќе отидеме барем 20 минути да истрчаме. Нас тоа ни недостасува затоа што навика и чувства, не, и ќе пишат ете сега што сака да каже отидовте на одмор се малтретирате. Некогаш можеш да се докажеш со тоа, некогаш не можеш да се докажеш. Ние не се трудиме, само гледаме да го пренесеме тоа на најсоодветен начин према другите. Еве објаснување за сите тие видеа што ги гледате или видовте од Елена како вежба на плажа, во камп и така натаму, но добро. Стефи ја спомнавме пред малку, сестра на Елена, многу добро ги познава и двајцата и тоа беше причина да ја поставиме неколку интересни прашања, затоа сега да погледнеме и да чуеме што таа кажа за нив. Елена. Паметна, згодна мајка и добронамерна. Згоден, па и за него истото би го кажала, препаметен и не знам што друго, не знам. Елена. Подисциплинирани двајцата. Чекай сега да ми текне кој момент. Ајде, не лежи доле, почни да вежбаш, не покажав јас вежба тука за лежење, не постои таква вежба. Елена дурвежба не сака музика, а Атанас најчесто мислам дека хип-хоп, барем таква музика пушта дурвежбаме, поагресивно хип-хоп, нешто таква, да. Ни двајцата. Не. Јадат, ама не се љубители на благо. Може би треба во денот да извежбаат сигурно и навики во тоа што постојано се хранат здраво. Мислам, доручек, ужинка, вечера, ручек, се.
Најконтраст, па например Елена избрзува секогаш, дури пред да прочита се нервира, например, ако не може нешто да направи, а Атана секогаш прво ќе прочита да размисли како треба да се направи, секогаш може тоа да се направи. Па јас мислам дека Елена. Да. Елена мислам дека предпоставувам салати, затоа што најмногу тоа јаде, а Ате што? Па Ате се јаде, Ате не прибира, за Ате секоја храна е вкусна, ако е добро подготвена, мислам дека. Атанас. Извини, Ате, ама да. Да. Па може би професорка по хемија. Инженер? Може би. Кога не е по нејзино. Елена ќе те убеди да го направиш тоа, а Атанас може ќе ти направи, као ќе те оставиме, ќе ти направи незгодно што не си го направил тоа. Дали може би имала трето внуче? Добро, па убаво беше прашањето на крај, беше за двајцата всушност, не само за Елена, ајде да го одговориме. Прашањето. Не е баш лесно. Баба да прашаме, да кажеш дали ќе помага. Дали ќе помага да Сека тоа прашаме. зборуваме. Дека многу разговараме на таа тема актуелно. И така, не сме 100% решени, ама не сме рекле дека нема да имаме трето дете. Вајда, ете, и ние сме 3 сестри и некако ја, не знам, цело време нешто имам во главата дека сакам трето дете. Од друга страна, еве, отворено секогаш разговарам, јас се плашам од моментот дека не можам да се посветам. Секогаш сметам дека е најлесно да се роди дете. Ама времето и љубовта и вниманието што треба да му се дадат многу е поважна и од тоа се плашам. Не знам колку ќе имам и нерви, и време и да се посветам и со не сакам да е себично, само затоа што сакам да го родам. Потоа си и следува. така искрено Зои уште нема 2 години ми дава шанса да ни дава на двајцата шанса да размислуваме за сето тоа, ама се ближи времето, па така да ќе дознаете ако нешто било што се решиме. Накратко само, ќе имаат ли вашите деца во иднина шанса да одберат дали сакаат спорт, здрав начин на живот и вакви навики какви што вие ќе им ги секако всадите, или ќе бидете строги по тоа прашање, дека мора да се спортува и дека мора да се Ако направиме биде навика, дисциплиниран? да им створиме нив навика дека треба да бидат активни по било кој основа денот, тоа што не успеале во тоа што сакаме да го направиме. Да биде од нив спортиста професионален некој нема да тера, не мора никој. Ако има афинитети, ќе фала Богу ќе го поддржиме тоа како такво, но ако нема, едноставно активен ден, активен живот е тој што да го има дома, така да за тоа ќе се трудиме да го поставиме. Сега смеат да, ова ме интересира, дали смеат да јадат се што сакаат, ако побарат гумени бомбони, чоколадо, тоа кока-кола. Чека, не пробале. Сега бевме на едно патување, Не знаат дека па има. дека ние пиеме ние, затоа што немаме ние дома такво нешто. Тоа што го имаме ние дома, дека некогаш ние смоки сакаме некогаш да грицкаме, они јаделе смоки затоа што ние сме купиле, како ќе види ако нема. И сега писаме на едно патување, и Антре прашуваше, Зои не беше со нас, бевме на некој божикен маркет и седнавме со повеќе, ма беа поголеми дечиња и нормално сите нарача кокошо, не лошо, него судам, Андре праша што е тоа и сега нормално му се смеат. Мамо може ли? Може, Андре пробај, не му се ни допадна вкусот веројатно затоа што е пријател, не веќе поголем, не е навикнат. Андре особено за Зој па да не премуват како второ дете, да не се лажеме дека секогаш е поише дозволено затоа што не можеме да скриеме на Андре од Андре сме криеле на пример некои работи. А ние се трудиме да им вметнеме навики, а не да им забрануваме нешто да не јадат. И секогаш сме осудувани за тоа и луѓето така не доживуваат. Јас можда е така некоја работа кога сме со пријатели, таа ме нервира, затоа што така они како да ни го вметнуваат тоа дека ние како виновни да сме на вина дека нема врска. Андре смее, одиме на роден ден. Андре му се слошува некогаш што сакаат да пробат, како сите деца, идат они се забавуваат, они дел се на масата. Апсолутно нема, ама дека треба да има лимит и дека треба да се доручкува благо или дека по секоја цена ако плаче ќе го смирам со тоа што ќе му дадам чоколадо, тоа не. Не. Мислам дека тука немам зашто, затоа што после следува емоционално јадење. Баш го зборувавме тоа навака кога доаѓавме. Па што тоа плаче
да го смирам, лесно е Било што. понекогаш. Ајде сега Ама чоколадците ефектот стварно ќе се подоцна смири. е Ето не, ние се негативен. трудиме тоа на пример да не го направиме, а не се трудам да не му купиме киндер јајце, благо или било што ќе побара. Не. Така, Не. добро. Имам уште малку време и уште неколку прашања поврзани со вас и начинот на кој што живеете и функционирате, но тука ќе направиме пауза и ќе ги погледнеме рекламите. Да, тука сме некаде кон крајот на денешното и вечерашното издание на Fairplay со моите драги гости Атанас и Елена. Сакам на крај на некој начин и да испратиме една убава порака за оние кои што го следаа разговорот и да завршам со делот. Дали со се што досега сте постигнале, сепак има нешто што плюс сметате дека можете доправа да го направите во поглед на вашето здравје и во поглед на сите навики кои што ги имате. Ова е максимумот или има нешто што може да се направи плюс за Секогаш себе? може уште нешто плюс да се направи, се оптимизира оној ден, оние губење минути вредни во денот, као што не мора да ги изгубиме, но Не ме погледна ради телефонот? не, Да, јас сум таа. не ради телефонот, туку оптимизација на денот е прашање. Као мора да се оптимизираме од спиење, од работа, од дома, деца, оптимизација. Као секогаш може подобро. Не сме идеални, као гледаме кога ни фали сон, кога ни фали ден, кога ни фали игра дома с децата, но не зашто дека треба да се откажеме. Као борбата е таја, не е лесно, фала Богу, не е лесно, но трудиме. Но е возможно. Да, се трудиме. Има многу работи што би сменила. Ја и конкретно ќе кажам, сон ми фали премногу. Не знам понекогаш пред некој време ги кривев децата дека се виновни, они се фатија сон. Сега јас не можам да се навикнам да си легнувам порано, работа на себе. Работа секогаш работата ми е преку телефонот, имам цело време пораки и слично, меѓутоа уште не се научив како да направам некој ред во текот на денот и некогаш сериозно, а совет давам секогаш. Ако немате време за вежбање, 1 сат тргнете се викам од телефонот, сигурно ќе имате. Ти тоа да го направиш. Значи за нешто друго, не за вежбање мене, едноставно за да одморам. Се жалам никош немам време да учам, за тоа што сум се фатила да го завршам. Има постојано работа. Значи дури некојаш ети премногу вежбање, тоа не е добро. Цело време што кажува Атанас со оптимизација и работа на себе. Ама додека сме свесни е добро. Ако се изгубиме во денот, процесот, месецот, годината, тука е проблемот. Инаку секогаш има што да се работи на себе. Да се подобри. Ви благодарам многу за искрениот разговор, за супер енергија која што си ја носите и ја ширите. Верувам дека и во иднина и понатаму ќе помагате на многумина да бидат подобра верзија од самите себе, а се надевам дека повторно ќе се видиме и дека следниот пат всушност ќе вежбаме заедно кога малку и ќе се подобрат и временски услови, па на отворено, нели? Фала на поканата, јас барам уживав. Благодарам. Ви благодарам многу уште еднаш, посакувам и верувам дека и нашите гледачи ужива и дека ги мотивиравме овој пат уште еднаш да размислат како го поминуваат секојдневието и дали доволно добро се грижат за своето здравје, за своето тело и за својата емотивна и умствена состојба. Ние со нови теми, со нови приказни поврзани со спортот се гледаме за разбира следниот викенд. Вие треба да бидете на Телма во сабота во 19:15. Довидување.